Македонија и Албанија заеднички ќе работат на спроведување на стратегискиот план за рехабилитација, за да ги исполнат превземените обврски кои ќе го зачуваат статусот на Охрид како светско природно и културно наследство, вели министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Комитетот за светско наследство на УНЕСКО на актуелната седница сепак одлучи да не го впише Охридскиот регион на листата на светско наследство во опасност и да им даде на властите рок до 1 февруари 2031 година да ги спроведат дадените препораки за заштита. Ова представува значаен дипломатски успех за државата. Ние како влада, затоа јас ги спомнав сите институции кои што беа вклучени и локалната самоуправа која што беше вклучена, ќе работиме ангажирано на сите забелешки кои што постојат, но ќе напомена, статусот на УНЕСКО треба да оди во еден паралелизам со развојот, туристичкиот, економскиот и социјалниот развој на целиот тој регион. Не треба заради тоа што има статус УНЕСКО да назаднува целиот регион и за тоа има кредибилно разбирање и во Париз и помеѓу земјите членки на комитетот. Охридскиот градоначалник Кирил Пецаков посочува дека овој 5-годишен период остава повеќе простор за адресирање на забелешките на УНЕСКО и најави решавање на проблемот со спорните градби. Имаме 5 години пред нас, посебно за она што представуваат документација, односно закони, правилници, прогласувања за национални паркови, споменици на природата и така натаму. Тоа е нешто на кое што треба поработиме во наредниот период, иако е во тек и ќе остани уште она што е менаџмент план за управување со Охридското крајбрежје. Оние кои што ќе бидат, да кажам, нотирани како сериозен проблем, односно нешто за кое што треба да постапиме, тука сме во корелација со државата и ќе има одредени поместување по однос на таа работа. Охридскиот регион го чека реактивна мониторинг мисија во 2029-та, која тековно ќе утврди што е превземено во тој меѓупериод, пред се во делот на урбаниот развој, инфраструктурните проекти, како и еутрофикација на езерото. Иако од 2019 година досега 3 пати овој регион беше на чекор да стане светско наследство во опасност, според извештајот на комитетот, Македонија превзела конкретни чекори за подобрување на системот за управување со Охридскиот регион, како и подобрување на законската регулатива за контролирано просторно и урбанистичко планирање со фокус на старото градско јадро и крајбрежната зона.